Vladimirovci, deka i da ste, najlinden doma da ste. Vladimirci, deka i da ste, najlinden doma da ste. Ova selo je naša vistina, Vladimirovo je naša sudbina. Bilo kade da sme, gdje te sakame, i od site strani gdje ti se vraćame. Tapan koga zgrmi, duša molnja para, suzi srce mijat, zurli što mi izvijat. Bujna duša male šplanini, stiv po gradi makedonski. Sonce među ridovi se zbralo, da te slavi Vladimirovo. Sonce među ridovi se zbralo, da te slavi Vladimirovo. Vladimirci, deka i da ste, najlinden doma da ste. Vladimirovo je naša vistina, Vladimirovo je naša sudbina. Od Iskona do Tenteneše, na sveti spas kampanite. Pijat zade vekove, na Vladimirovo oro se vije. Pijat zade vekove se slavi večen i linden. Ne vraća kon doma sreća i radost, spomeni misli na ranata mladost. Ognjište i kandilo ne čuva i krepi, zaveta naša na kamenja sveti. Ognjište i kandilo ne čuva i krepi, zaveta naša na kamenja sveti. Vladimirci, deka i da ste, najlinden doma da ste. Vladimirovo je naša vistina, Vladimirovo je naša sudbina. Kade i da sme, gdje te sakame, i od site strani gdje ti se vraćame.
1903. Во историјата ретко видена борбена слика. Наготен комитски непокор блика. Битка во преданијата раскажувана во песни и ора опеани. Борба како никоја друга. Наготен 7 огнени круга, кругови од Аскер под команда доведен, но обколен од народ поробен. На обрачот Аскерски друг обрач, комитски, од браќа со друга идеја игнорирана во ова епопеја. Врховистички комити на помош пристигаат, Аскер на грб во грб напаѓаат. Братот треба да се штити, макар царот да се лути. Наготен 7 круга пеколни, над Македонија нови 2 трагични. 8 круг Софија, Атина и Белград. А 9 Москва, Виена, Париз. Наготен победи Македонија, но европските мокни на маса ја распарчија. Европа со правдата добро не стои. На маса нелогични граници крои. За Македонија национална трагедија. За Европа само благородничка комедија. Почитувани присутни, почитувани граѓани на Владимирово, сите вие што живеете овде во оваа прекрасна, убава малешевска населба, во оваа убаво прочуено село, за кое што не само во Македонија, туку и на широките некогашни југословенски простори и пошироко во светот се знае. Добра вечер на сите што сте овде и сите тие што во овие денови што следуваат ќе бидете присутни овде на Мегдане и пошироко во Малешевијата. Добре дојдовте на 6-тите поред Владимирски и Линденски средби, кои што ги најавивме со едни прекрасни стихови од ваш сограѓанин, од ваш земјак. Авторот на овие стихови е почитуваниот господин Јован Мазгански. Пред 15 и повеќе години владимирци, без разлика каде живеат, овде во Владимирово, овде на овој Мегдан, во неврзан разговор дошле до идеја Владимирово како населено место, како место прочуено село на учени луѓе, да направат една манифестација. И тие владимирци одлучиле да направат едни средби кои што ќе имаат за цел да ги собираат владимирци и сите добронамерници во периодот на летото, а кога, ако не, на најголемиот македонски и православен и национален празник, на денот на Илинден. И така, во 1905 година, во 2005 година, за прв пат ја организирале првата Владимирска и Линденска средба. Потоа имало прекин неколку години, па се собрале и одлучиле во просториите овде на местната заедница да ја организираат оваа Владимирска и Линденска смотра или средба традиционално секоја година. И така, од 2014 година па наваму, секоја година се организираат овие Владимирски и Линденски средби. А за организацијата на овие средби, секако дека посебна заслуга има сега веќе Сдруженијето Владимирски и Линденски средби, што го сочинуваат следниве луѓе: Кирил Фичорски, Јован
Распашковски, Драган Таковски. Ги повикувам овие луѓе да се качат на бината. Славе Таковски, Васко Пеловски, Маријан Джамбаски, Методи Младеновски, Ванчо Пеловски, Јован Мазгански, Војо Беловски, Здравко Мазгански и секако најангажираниот Бранко Ужевски. Оваа манифестација има итекако огромно значење.
себе. Група Чубуш Откочені і Любча Донасов, Юрська Контуровський.
lele dušmanje. Fantom moli dušmanje, prokletava si.
svega da nas zdravime, ljubav golema. Za večna najmine svega na Makedonija. Ljubav golema i neke golema. Ljubav golema za Makedonija. Ovde meku srca izvore, ovde vino duši otvori, ovde molime sve zaljubene, moći ga veliko zaljubene. Zato u Bogi Makedonci, rade i daste, samo voli tvoj narode na Makedonija. Sa ljubav svega da nas zdravime, ljubav golema. Za večna najmine svega na Makedonija. Ljubav golema i neke golema. Ljubav golema za Makedoniju. Za novogodini praznici. Vladimerci, deka i da ste, najlinden, doma da ste. Vladimerci, deka i da ste, najlinden, doma da ste. Ova selo je naša vistina, Vladimirovo je naša sudbina. Bilo kade da sve, ke te sakame, i od site strani, ke ti se vraćame. Tapan koga zgrmi, duša molnja para, suzi srce mijat, zurli što mi izvija, bujna duša male šplanini, stiv po gradu
беше на свети спас кампаните бијат за ден векове на Владимирово оро се вие бијат за ден векове се слави вечен Илинде. Не враќа кон дома среќа и радост, спомени мисли на раната младост. Огниште и кандило не чува и крепи, завета наша на камења свети. Огниште и кандило не чува и крепи, завета наша на камења свети. Владимирци, дека и да сте на Илинден дома да сте. Владимирово е наша вистина, Владимирово е наша судбина. Чест е, гордост и понос е да се присуствува на таква манифестација и ве поканувам да дојдете сите. Од името на Сдружењето на Владимирски и Илинденски средби, честа ми припадна токму на мене да отворам таа убава манифестација, да ве поздравам, добре ни дошле и да ви посака убав ден, убаво дружење и за години и години и години генерации да доаѓаат тука, да обележуваме тој голем настан кој се случи токму на оваа убава планина. Бидејќи револуционери, војводи и комити својот живот го дадоа овде, идеали се засадени за слобода долговечна, за гордост човечка, за сигурност фамилијарна, за верата Христова традиционална. Почитувани комити, храбри борци, дојдовме благодарност да ви искажеме за вашите идеали, на поколенијата да раскажеме за одважноста и борбите чести, за пропагандите и двојбите нечестни, но и за помошта братска, мила, единство што дава нескршнива сила. Дојдовме на вашата храброст да се поклониме, чашка ракија да испиеме, патриотски песни да испееме. За вашите
подвизи да раскажеме, на младите аманет да оставиме, вечно да ве спомнуваат, благодарност да искажуваат. Дојдовме за вашите души на Бога да се помолиме, да ви се простат гревовите ненамерни, искупени со страдањата непримерни. Благодарам и од мене. Пред да почнам за самата битка да кажам, само ќе спомнам дека треба да ги спомнеме по име, ако не ништо, само да ги спомнеме нашите илинденци, заради тоа што е празникот од Владимирово. Сите ги знаете, сите знаете за Левене, за Саве Младеновски, за Петре Ужев, за Шумане, знаат доста и за Мито Анджијата, кој прв погинува од сите тие споменетите носејки оружје. Би сакал само да кажам еден многу непознат во Владимирово и можда во Македонија револуционер, тој е Трајко Благоев, кој што роден е Владимирово, од која фамилија се уште не се знае, некој вика од Теловци, некој од Повстојанци, не знам од деке. Меѓутоа во Бугарија е многу успешен, бил 1890 година учител во Владимирово и 98 и 1899 бил председател на револуционерниот комитет за Малешевијата, а една година предходно бил подпредседател на револуционерниот комитет за Струмичко. Бил осуден за револуционерната дејност, бил осуден на 101 година затвор, меѓутоа успева да избега во Бугарија, а во Бугарија развива револуционерна дејност исто така. Уредник е на Македонски гласник во Софија, го напишал првиот учебник по географија во Бугарија, бил инспектор во Пловдивскиот реон и на крајот завршува како директор на Софиската гимназија. Само толку за него. А што се однесува за Готенската битка е значајна заради тоа што е најголемата битка пред Илинденското востание. Не ги викаме востаници заради тоа што случајно настанала. Една поголема група војводи во април месец се префрла од Бугарија во Македонија, меѓу кои што бил Чернопеев, Коста Мазнејков, бил и Пито Гули и биле десетина војводи, има и слика, таму одржуваат некој состанок. Меѓутоа биле откриени при самото влегување кај Саса, заради тоа што претходно се случиле солунските атентати и турските аскери веќе се спремале се што е револуционерно да се уништи во корен. И тогаш биле многу активни, во Саса ги пречекале, за среќа не изгубиле комитите ништо, била мала група, се скриле и избегнале борбата. Биле, заради тоа што заврнало снег, биле неколку дена таму по колибите, да не ги познаат подирите, и потоа тргнале да се распоредуваат кој за Радовиш, кој за Струмица, кој за Неготино, кој за Крушево, некој за Скопје оделе, а една група ги нападнала во Лешки, кај Виница, село Лешки, ги нападнали и таму изгубиле 2-3 души. Им дошле големи засилувања на аскер од Кочани, меѓутоа избегнуваат да повеќе борби да водат, преку ноќта се повлекуваат по Плячковица и се одвојуваат. Чернопеев со четата на една страна оди за Струмица, а Коста Мазнејков и Дечев тргнуваат за Радовиш, односно за Неготино. Меѓутоа осетиле дека Коста Мазнејков е пратен од турските војски, доваѓа на Караѓузлија, од Караѓузлија, мислејќи дека овде на Готен кога ќе дојдат, ќе ги изгубат трагите, на некој начин ги фатал веќе ноќта и мислејќи дека тука веќе ќе бидат спасени. Меѓутоа, по зборовите на
Левенски, виделе дека после 1 сат после нив, после комитите ги виделе, кога они биле со својот војвода по Колун некаде, и виделе дека после 1 сат доаѓа турска војска, меѓутоа бидејќи било веќе околу зајди сонце, мислеле дека ќе се изгубат во Готен и нема да ги најдат. Сабајлето, на Великден, веќе кога сакале да се кршат со јајцата, да прослават христијанскиот празник, почнале да пукаат од сите страни во околу Смиленските колиби тука, горе високо, и им рекле да се предадат, меѓутоа комитите не сакале да се предадат, почнале да одбрана, имале некои бомби од Сајбер, бомболеарница која што била комитска од Сајблер, и они почнале да пукаат, се исплашиле турските аскери, нормално не очекувале дека имаат и топови, они како што ги нарекувале, односно бомби, одржале тоа. Оде се приклучува и четата на Левенски, ги удира во грб овие турците. Овде некој вика на Петровски рид, некој вика во Умлински колиби, бил и врховистот Левтеров, Никола Левтеров. Се поколебале малце, меѓутоа кога знаеле дека на Великден се нападнати нивни браќа, иако предходно меѓу себе пукале, им се приклучиле, односно ги нападнале во грб и они турските аскери. Чернопев, кој што бил веќе понапред од малце, кога слушнал пукот, застанал, се вратил и он им помогнал. Меѓутоа, набргу првиот ден на Великден, борбите траеле цело време. Веќе во вториот ден им доваѓа помош од Берово, од Радовиш, од Струмица, Аскер. Меѓутоа, и сите локални чети овде во Малешевијата, кои што биле распоредени по колибите, им се приклучуваат без никаква координација, само иницијативно, без некој да им нареди и некој да го тоа. На Готен е карактеристично заради тоа што кој бил во војска знае, се ствара една борбена слика која што е невидена никаде во борбите. Првите обколени, па втори, па трети, се ствараат 7 огнени круга, едни во други, и како што вика дедо Евтим Левенски, вика не се знаеше кој по кој пука, оти од магла е било, грфалица вика, по негови зборови ќе се каже, не се знае, може и турците вика меѓу себе се убија, вика многу. Важно, на крајот на вториот ден од Великден, преку ноќта, се договориле четите со помошта на тиот надвор да се излечат по групи и секој да тргне на своја страна. За нивна среќа се извлекуваат. Утрото, кога ги броеле жртвите, преброиле околу, некои има различ податок, некаде 36, некаде 40-42, од комитите нема извештај, официјален, има официјални, пак неофицијални можда, дека ранети и убиени имало 10 пати повеќе од турците, околу 250. Карактеристично е тоа што, да речеме, кога веќе настанала борбата, од дедо Евтим Левенски кажува дека Јузбашијата бил убиен и неговиот кон, баш ќе кажа некој детал, неговиот кон вика една недела го гонили тука по Широчи дол по Караѓузлија, не може да го фатат, ни с другите коњи, заради тоа што го нема стопане. Како и да е, утрото кога ги собирале турските војски, мислим убиени овде, ги носеле солитарки през Владимирово за Берово, да ги закопа во нивните гробишта. На Ратовскиј рид застанува беровските сеја првенци, да ги речеме, застанува ем радосни, ем со страх сеја да не се одмазди. Турците не се одмаздува за губитоко. Меѓутоа ги викаат тапанџиите од Ратево и им кажуваат да засвирите едно оро тешко во склопот на настанот кој што е. Они засвируваат тешко оро, заигруваат и до ден денеска се свири готенското муарабе. И уште 2-3 реченици, да не должам многу, заради тоа што кој сака може да прочита книгата.
Готенската битка е битна заради тоа што е прво неуспешна за турците кои што сакали да ги уништат комитите. Напротив, многу повеќе загуби се нанесени на турската војска. Втората работа е заради тоа што била она помошта која што се случила од локалните чети без никаква координација, значи братството, единството што ви го рекла и самоиницијативата. Уште позначајно е заради тоа што се вклучиле и врховистите кои што до вчера во тогашни услови, до вчера се тепале меѓу себе, сега на иста страна дошле. И уште повеќе заради тоа што има еден настан што останало како песна, останало како традиција и останало како едно од најголемите битки пред Илинденското востание. За жал не е соодветно третирана во историјата. За среќа би рекол, после нашата прво јавување горе кога се јави, веќе јас прочитав 3-4 написи во весници за Готенското муарабе. Колку бидеме ние упорни, мислиме дека тоа ќе вроди со плод да биде што популарно. Благодарам.
Vladimirovo selo golemo, vo Maleš na zapad od tuđici skrijeno. Za tebe znat samo zvezdite, selo Vladimirovo i meseco. Za tebe znat samo zvezdite, selo Vladimirovo i meseco. Do selo si i vredno, zašto da ne ima pričina. Očerlijače i nokale, tebe te galat prvi te zraci. Očerlijače i nokale, tebe te galat prvi te zraci. Kako da završime ova veselba, kako da gi prekideme ovije delovi. Međutim, budete raspoloženi, Vladimirski i Lindenski sredbi nema da završat. Продолжуваат на 1.8.2019 година. Ова ви го обечаме Сдруженијето на Владимирски и Линденски средби. Ова вечер е пета. Ви благодариме на сите владимирци, ви благодариме на паговци, ви благодариме на кршовци, на ужевци, на лапесци, на дончовци, на таковци, на свинарци, на сите мали од нашето село кои несебично дојдаа овде да не подржат. Срца Владимирово звездоденице, ти ги стопуваш нашите срца.